Добар ден, ова е дневникот на Канал Плюс. Подготвивме содржини за актуелните настани денес. Почнуваме по кратката најава на дел од темите. Локалитетот Теленец кај село Цера и годинава е домаќин на иселеничките средби во Македонска Каменица. Целта е иселениците да се запознаат со можностите за инвестирање во Македонска Каменица. Општина Кочани продава 21 парцела за изградба на објекти за домување и стопанисување. Утре во Штипки има електронска лицитација за 15 градежни парцели, а 4 парцели продава и општина Видица. Во Радовиш открие насад со канабис сатива. Во Штип председател на пензионерско здружение доби втора кривична пријава за злоупотреба на службената положба. Од денес стапуваат на сила намалените глоби за стопанските прекршоци. Со драстично намалување на казните за компаниите, стапуваат на сила измените на 20 на закони, со кои глобите за малите компании ќе бидат пониски од 6 до 7 пати, а за големите двојно пониски. Од денеска стапуваат на сила измените на 20 на закони кои се усогласени со законот за прекршоци. Денеска драстично се намалуваат казните за компаниите. Од 6 до 7 пати ќе бидат пониски глобите за малите компании, додека за големите казните ќе бидат двојно помали. Казните ќе се одредуваат според економската моќ на компанијата, бројот на вработени, а ќе се има предвид и дали фирмата досега има претрпено казна. Пратениците од ВМРО ДПМН по донесувањето на законот одржаа обука за сопствениците на компании на кои им се даде појаснување за предноста на овие измени што ќе бидат од полза за развој на нивниот бизнис. Најинтересен од сите овие закони е законот за прекршоци кој што поведува едно нивелирање на санкциите и намалувањето на самите санкции за едно минимум од 1 до 7 пати, значи намалување, што значи ќе имаме нивелирање на санкциите по одредени критериуми. Критериумите сами се дадени во законот, истите овие измени доаѓаат на барање на граѓаните, односно на бизнис секторот, кој што веќе водил временски период го заговараше ова, и ова е една од предизборните ветувања на ВМРО ДПМН. Санкциите ќе се определуваат, например, за трговец поединец со остварен вкупен приход до 500.000 денари, кој во фирмата има 9 вработени и нема изречено правосилни прекршочни санкции. Висината на казната ќе изнесува 450 евра, наместо до сега 3000 евра. Парична глоба во износ од 5000 евра плаќа и фирмите кои што немаа набавено фискални апарати, а сега правно лице со приход до 500.000 денари ќе добие казна од 750 евра доколку се откријат неправилности, а 1250 евра ќе платат оние фирми кои остваруваат приход до 1.000.000 денари. Барањата на собствениците на фирми се исполнети. За фирми како што е мојата, со помалку вработени, со помал приход, бидејќи казните беа незамисливо израмнети со фирми со 300 вработени, со фирми со 10 луѓе вработени, значи со многу помали приходи. Една казна, да речеме, од 11.000 евра беше и за мојата фирма со 5 вработени и за фирма од 300 вработени, така да конечно го добивме ова што го баравме. Воедно собствениците изјавија дека одсега ќе работат со помал притисок. Македонија се солидаризира со погодените од поплавите во Тетовско. Црвениот крст организира донаторски акции за вода за пиење, средства за хигиена, храна и кебиња. Заинтересираните правни субјекти и граѓани може да се вклучат и со парична помош со уплата на жиро сметка и на хуманитарните телефонски броеви. Кон обезбедувањето помош за поплавените семејства во Тетовско се приклучуваат и волонтерите на клуб на млади при општинската организација на Црвениот крст од Штип. Конкретно учениците од Општинското основно училиште Ванчо Прке во организација на наставникот Дивна Малинова Трбоевиќ. Утре четврток и во петок на 3 локации ќе постават пунктови каде граѓаните ќе може да донираат средства кои ќе им бидат од голема помош на жртвите. Ќе бидат поставени 3 пункта и тоа еден на малиот плоштад спрема намата, еден ќе се организира во соработка со локалната самоуправа на општина Штип и ќе биде поставен во холот на општината и еден во населба Сењак.
и еден апел до нашите граѓани да ја поддржат оваа хуманитарна акција. Пунктовите ќе бидат отворени од 9 до 13 часот. Камчев истакна дека веќе се обезбедени облека, обувки, кебиња и слично, и затоа упатува апел до сите заинтересирани штипјани кои сакаат да донираат прехранбени продукти и вода. Ги повикуваме сите наши сограѓани да даруваат, да донираат материјални добра во храна, и тоа да биде храна нерасиплива, значи како што е зејтин, шекер, брашно, конзервирана храна исто така може, хигиенски средства, вода за пиење, и на самите пунктови ќе има поставено касички каде што граѓаните ќе може да донираат и парични средства кои понатаму ќе бидат уплатени во Фондот за солидарност на Црвениот крст на Република Македонија. Исто така парични средства може да се донираат на жиросметката на Фондот за солидарност која ја гледате на вашите телевизиски екрани, како и на телефонските броеви за донации на трите мобилни оператори. Последните порани дождови повторно го актуализираат проблемот со нерегуларните речни корита. Река Брегалница кај Делчево се регулира во рамки на проектот Мерки за заштита од поплави на реките Брегалница во Македонија и Бистрица во Бугарија. Финишираат работите за регулација на коритото на Брегалница во Делчево во должина од 70 метри. Проектот е финансиран од Европската унија. Привршуваат активностите во рамки на проектот Мерки за заштита од поплави на реките Брегалница и Бистрица. Активности со кои се врши регулација на речното корито на реката Брегалница во централното градско подрачје во Делчево, на делот после гумената преграда. Станува збор за регулација во должина од 70 метри од двете страни на речното корито. Добиеме продолжување на регулацијата на речното корито во должина од 70 метри, започнувајќи од гумената брана во централното градско подрачје, па низводно накај долниот мост од река Брегалница. Со тоа ќе го подобриме и ликот на центарот на Делчево, меѓутоа ќе ги подобриме и околностите, значи ќе спречиме можноста од поплави на тој потек. Партнерска општина во проектот е Благоевград, Република Бугарија, во кој што град ќе се регулира речното корито на реката Бистрица. Буџетот за проектот изнесува 500.000 евра, од кои 239.813 евра се за проектни активности во Делчево. На 11 август кај местноста Еленец, Македонска Каменица, ќе се одржи втората иселеничка средба, која општината ја организира за запознавање на иселениците со можностите за инвестирање во Македонска Каменица. Општината Македонска Каменица по втор пат ја организира средбата на македонските иселеници и годинава денот на македонската дијаспора ќе се одржи на локалитетот Еленец во селото Цера. Македонските иселеници ќе може да уживаат во неприкосновената убавина на манастирско-туристичкиот комплекс кај манастирот Покров на Пресвета Богородица, како и во бескрајните зелени пејсажи. Покрај уживањето во богатата музичка понуда, градоначалникот на општина Македонска Каменица Дарко Митевски ќе ги запозна иселениците со можностите за инвестирање во Македонска Каменица, а ќе стане збори за нивното враќање во родните огништа. И ова година по втор пат сакаме да го организираме денот на диаспората, односно еден ден кој што ќе го посветиме на нашите иселеници, да можеме заедно да се собереме, да се видиме и да поразговараме за актуелни прашања. И оваа година го организираме тоа во локалитетот Еленец со културна забавна програма. Таму уствана заедно ќе биде и ќе настапува Орсе Стефковски. Покрај тоа ќе се подготви селски ручек за сите кои што ќе бидат таму присутни. И секако се размислува за определен состанок на кој што ќе се разговара за можностите за заедно учество на определени проекти со општините каде што веќе тие живеат и какви се потребите, односно можностите на општина Македонска Каменица за да сепак го привлече вниманието на нив и тие да се вратат во општина Македонска Каменица или како инвеститори или пак како повратници. На првата средба која што се одржа минатата година од редовите на каменичани кои се наоѓаат на привремена или постојана работа во странство беше одбран прекуграничен одбор, чија цел е промоција на економските, културните, спортските и образовните можности на општина Македонска Каменица. Инаку според проценките досега од Македонска Каменица се иселени околу 2000 жители. Општина Кочани објавува оттуѓување на 21 градежна парцела за изградба на објекти за индивидуално домување и 6 градежни парцели за изградба на објекти за лесна индустрија и мало стопанство. На истокот во најава е градежна офанзива. Утре во Штип ќе се лицитира за 15 градежни парцели, а до крајот на месецот во Виница ќе се продадат 4 градежни плацеви.
Општина Кочани објави оглас за отуѓување на 21 градежна парцела со намена за изградба на индивидуално домување и 6 градежни парцели со намена за изградба на објекти за лесна индустрија и мало стопанство. Се работи за парцели кои се во сопственост на државата, а се планирани во деталниот урбанистички план на Кочани. Почетната цена за јавното надавање за државно земјиште со намена за изградба на индивидуално домување изнесува 583 денари за метар квадратен, а за парцелите кои се предвидени за изградба на објекти за лесна индустрија и мало стопанство изнесува 61 денар за метар квадратен. Општина Кочани, како што практикува во текот на целата година и сега распиша, односно објави продажба на градежни парцели за индивидуално домување и за изградба на стопански објекти, односно продажба на 21 градежна парцела за индивидуално домување и 6 градежни парцели за изградба на стопански објекти. Овој пат направивме во објавата продажба на поголем број на градежни парцели, буквално се опфатени градежни парцели на територијата на цел град и во Оризари. Односно, сакам да напоменам дека за продажба се нудат градежни парцели во место викано Прокарка, во место викано Драчевик, се нудат на продажба на улица Стамен Манов, на улица Крум Вранински во Усова чешма, исто така во Усова чешма се нудат градежни парцели на улица Мишо Арсов. Имаме една градежна парцела на улица Орце Николов, исто така на улица Смилевски Конгрес и Бранко Пендовски, односно, како што и претходно реков, на територијата на цел град. Се надевам дека ќе придонесеме со оваа објава интересот на граѓаните да биде што поголем и да можеме овие градежни парцели да ги продадеме, а на нив да никнат нови објекти. Сакам да напоменам дека рокот за пријавување и за индустријските објекти и за индивидуално домување е до 10 август, понеделник, во кој рок очекуваме се поголем број на граѓани се пријават на оваа објава. Право на учество во јавното надавање имаат сите заинтересирани правни и физички лица, а истите може да аплицираат до 10 август. Јавното надавање ќе се изврши електронски. Градежните парцели се наоѓаат во населбата Прокарка и Драчевик. Насад со канабис сатива е откриен во Радовиш. Полицијата откри 147 стебла канабис сатива засадени на површина од околу 50 метри квадратни во близина на патот помеѓу селата Бучим и Кошево. Полицијата работи на случајот. Лишени од слобода се 2 лица од Радовиш и едно од Турција со привремен престој во Македонија. Втора кривична пријава поднесе СВР Штип против председателот на Сдруженијето на пензионери во Штип и Карвинци заради злоупотреба на службената положба. Втора кривична пријава против председателот на Сдруженијето на пензионери на општините Штип и Карбенци поради продолжено кривично дело. Пријавениот во временскиот период од почетокот на 2011 до крајот на 2014 година, како одговорно лице, председател на Сдруженијето на пензионери за општините Штип и Карбенци и како овластено лице во правниот промет, ја злоупотребил својата службена положба и овластување. Тој без донесување на писмени одлуки на извршниот одбор на Сдруженијето вршел разни набавки од правни лица, на кои незаконски им исплатил вкупна сума во износ од 3.101.000. Секторот за внатрешни работи Штип поднесе пријава против 73 годишниот МВ. Во Радовиш открија насад со канабис сатива. По претходно добиените сознанија, екипи на полициската станица во Радовиш лоцираа насади на канабис на површина од околу 50 метри квадратни на патот од село Бучим кон село Кошево. Се работи за 147 стебла канабис со висина поголема од 2 метра во фаза на цветање. Настанот е документиран со видеозапис. Стеблата се искоренати и однесени во полициската станица во Радовиш за понатамошно постапување.
Полицијата го истражува случајот. Лишени од слобода се 3 лица, 2 од Радовиш и 1 од Турција со привремен престој во Македонија. Започна темелна реконструкција на водоводната и канализацијска мрежа на улицата Вардарска. Жителите се надеваат дека со обнова на инсталацијата од страна на ЈПИСАР ќе се надминат проблемите во водоснабдувањето, но и конечно ќе се реконструира и прошири целата улица. По барање на граѓаните веќе долги години конечно улицата Вардарска ќе се реконструира. Јавното претпријатие ИСАР денеска започна со реализација на првите активности за целосна обнова на водоводната и канализациона мрежа на оваа улица. За 25 дена ќе биде сменета комплет водоводната мрежа на целата улица Вардарска и канализационата мрежа и спојот овде со Пиринск. Значи целата инвестиција чини 40.000 евра. Веднаш после завршување на нашите активности ова улица ќе биде асфалтирана и ќе биде продолжена од страна на градоначалникот на општина Штип примариус магистар Илчо Захариев и од страна на општина Штип и ќе бидат подобрени условите на граѓаните овде, водоснабдувањето ќе биде подобрено на самите граѓани. Имавме чести проблеми со канализацијата за пушување, значи ќе ја смениме целата канализација, ќе биде нова, веќе нема да имаме за пушување, а ќе биде проширен и патот и со самото тоа и сите граѓани учесниците во сообраќајот ќе можат непречено да минуваат и да немаат некои поголеми проблеми. Реконструкцијата се однесува на дел од улицата Вардарска до крстосницата на улица Пиринска, до местото кај Стара млекара, односно до улицата Трст. Купната должина што ќе се реконструира од канализацијата е околу 350 метри без приклучоци и исто толку и водоводна линија. На дел од улицата до сега немаше водоводна линија, некаде околу 230 метра, со што ќе се овозможи кога ќе се реконструира горниот дел од улицата Вардарска да не бидат оштетени дел од улицата Пиринска, ќе има едноставно врска меѓу високата и ниската зона. Оваа улица во овој дел од градот, како што посочивме и на почетокот, водоводниот систем представува голем проблем. Често пати од јавното претпријатие ИСАР интервенирале на поправки, велат жителите. Проблеми имаме со канализацијата, тука што оваа отпадната вода што иде. Меѓутоа, како направи во, нема сега проблеми. Ако имаше многу вода, избиваше многу пати доваѓа од ИСАР и поправаа тука. Подобро, нека биде подобро, и патот да се направи ош подобро ќе биде. Што се однесува до другите улици во градот, во изминатиот период целосна реконструкција се изврши на улиците Железничка, Кристијан Карпош, Никола Карев и на улица во населбата Паби, а се очекува во најскоро време да се заврши работата и на улицата Вардарска. Локалната самоуправа во Штип денес ги отвори понудите за асфалтирање на улицата која води до стадионот со вештачка трева во населба Блок 2000. Тече тендерската постапка и за уредување на пристапниот пат до еврејските гробишта во Штип. Целосното уредување на еврејските гробишта го финансира Фондот на Холокаустот на евреите во Македонија. Денес во општина Штип се одржа јавното отворање во врска со тендерската постапка за набавка на работи за асфалтирање на дел од улицата Блок 2000, која води до новиот стадион со вештачка трева, која е проект на општината Штип и ФФМ. Локалната самоуправа презеде иницијатива за уредување на црниот пат кој води до него. Во архивата на општина Штип пристигнаа 3 понуди од фирми за асфалтирање. Денес во 13 часот се одржа јавното отварање во врска со тендерската постапка за набавка на работи, асфалтирање на пристап до стадион во Блок 2000 во општина Штип во законски утврдениот рок до 13 часот. Во архивата на општина Штип пристигнаа вкупно 3 понуди и тоа од економските оператори Ескаватори МК до Скопје, Бауер БГ до Скопје и Коле Транс Инженеринг до Штип. Најниска понудена цена на јавното отварање беше 893.580 денари. По ова ќе следи евалуација на понудите, која што откако ќе заврши, ќе се закаже електронска аукција на која пријавените понудувачи ќе имаат можност преку електронско негативно надавање да ги коригираат првично понудените цени, односно да достават пониски цени од понудените на јавното отварање. Во исто време тече и тендерската постапка за асфалтирање на пристапот до еврејските гробишта. Тека и тендерска постапка за асфалтирање на пристап до еврејските гробишта во општина Штип. Оваа постапка е веќе отпочната и огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки на општина Штип. Крајниот рок за доставување на понудите е 18 август 2015 година во 12 часот, пошто ќе следи јавното отварање на исти. Фондот на Холокаустот на евреите од Македонија ќе обезбеди поставување на 2 влезни капии, бекатон, изградба на споменик, камери, како и оградување на гробиштата со метална ограда.
Европската комисија им понудила помош на Франција и Британија во решавањето на кризата со мигрантите, кои настојуваат илегално да влезат во Британија преку евротунелот. Од Европската комисија соопштиле дека на Франција ќе го испратат првиот дел од финансиската помош во вредност од 20 милиони евра, помалку од еден ден по новиот обид на околу 600 мигранти да влезат во тунелот. Британија пак веќе добила помош од 27 милиони евра. 58% од русите не би биле против целосно исклучување на интернетот во земјата, а 42% веруваат дека странски држави го користат интернетот за да и наштетат на Русија. Ова го покажале резултатите од вчера објавеното истражување на американски експерти и Серовскиот центар за истражување на јавното мислење. Во Србија денеска се одбележува ден на жалост и сеќавање по повод 20 години од прогонот на србите од Хрватска во акцијата Бура. Тогаш беа протерани над 200.000, додека според српските податоци биле убиени 2000 срби. Предвидени се и голем број манифестации во знак на сеќавање на настраданите. Пожарникарите кои речиси цела недела се борат со пожарите во Калифорнија на 22 локации добија засилување, бидејќи поради неповолните временски услови би можело да избијат нови пожари. Во најнаселената американска сојузна држава, која е тешко погодена од суша, сега против пожарот се борат повеќе од 10.000 пожарникари. Турското обвинителство побара затворска казна до 7,5 години за 18 новинари, обвинувајќи ги за терористичка пропаганда, бидејќи објавиле фотографија на која екстремист држи пиштол над главата на обвинителот убиен во март. Агенцијата Анадолија пренесе дека затворска казна се бара за новинарите и главниот уредник Кан Дундар. Представниците на клубовите од третата фудбалска лига Исток го одржаа состанокот на кој беа донесени неколку одлуки во врска со претстојната надпреварувачка 2015-2016 година. Лигата ќе стартува со 12 екипи, а првото коло е закажано за 30 август со почеток во 17 часот. Исто како и во минатото првенство, првиот натпревар ќе го одигра екипата на Осогово, и тоа пред своите гледачи против екипата на Овчеполе од Свети Николе. Но останатите надпревари Слога 1934 ќе се сретне со тимот на Работник. Сасот Македонска Каменица е домаќин во дуелот со Беласица, Академија Пандев му гостува на тимот на Баби, Карминци ја пречекува Брегалница Голак, додека Плачковица ќе се сретне со тимот на Здравје Радово. Исто така на овој состанок беше договорено дека котизацијата за есенскиот дел од првенството ќе изнесува 80.000 денари, средства кои што клубовите мора да ги уплатат најдоцна до 25 август. Во Валенсија заврши женското јуниорско европско првенство, прво на кое учествуваше и Македонија. Нов шампион на Европа е Данска, која во финалето го совлада стариот шампион, селекцијата на Русија, со резултат 29-26. Кога беше најпотребно, младите ракометарки на Данска ја победија Русија, реванширајќи се за поразот во главната фаза, а триумфот им го донесе и златниот медал. Во меч за третото место, Шведска ја совлада Унгарија со минимални 25-24. Како што е познато, Македонија го освои 15-тото место со 2 победи, 4 порази и една нерешена средба. Ова е се во ова издание на Дневникот. Довидување до 20 часот во второто издание на Дневникот, за кога подготвуваме свежи информации. Пријатно пополдне.